Здраво, здраво, здраво. Само што ми се јавија дека сум добитник на најголемата награда за хаику поезија во Јапонија. Победничката песна, нели, што ја пратив на фестивалот и што ја напишав е многу кратка, се надевам дека ќе ви се допадне. Песната оди вака: лап, 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 машки стап. Толку е. Кратко, јасно, се е кажано, концизно ми реква, Лалда ти е како целата животна мудрост си ја преточил во само 2, 3, 4, 5 збора. Интересно беше кога председателот на жирито, кога ми ја врачуваше наградата, кога ме праша на јапонски, нели тој е јапонец, и кога ме праша: Сашо-сан, лап, што во превод би значило: господине Сашо, вашата хаику песна Лап, 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 од што е инспирирана? Тогаш му кажав дека е инспирирана од нашето живење под власт на Социјалдемократскиот сојуз изминативе 6-7 години. Рече одлично, добро е што е политички ангажирана, социјално ангажирана, така што тоа е тоа, кој сака нека ми честита за песната Лап, 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 машки стап. Таа песна го опишува, јас што би кажал, и макотрпниот, тешкиот живот на македонскиот народ под јаремот на Социјалдемократскиот сојуз изминативе години, кој кулминираше деновиве. Ствари нема ден они да не направат некој огромен скандал, но кулминираше деновиве со последиците од нивната одлука да ги смениме документите, како резултат на нивниот предавнички договор со Грција, кога се откажа од брендот Македонија, македонско, македонци и така натаму, за да ни понудат студено лајно во кеса. Се однесуваат како што се однесува бугарските и германските фашисти кога бегаа пред борците на народно-ослободителната борба. Значи, уништуваат се зад себе, се што може да се доуништи, да се остави во хаос, они тоа го прават и тоа е очигледно. Ова последново со исправите, со возачките исправи, со сообраќајните, само е она капка бензин што ја дотурија на огнот. Како е тоа можно да се случи? Пак ќе кажеме, СДС и се е можно. Проблемот е што жртвите се пак обичните граѓани, обичниот народ, кои што веројатно, замислете, ќе мораат да плаќаат казни доколку бидат сопрени од некој наапан полицаец и кој што ќе утврди дека не ја смениле возачката дозвола, на која што нели се уште стои стариот назив Република Македонија, а не Република Северна Козоебина. Доколку не е сменета во Република Северна Козоебина, ќе си плати фатениот, жртвата, ќе си плати казна, како да нема возачка дозвола, како да не положи возачка, како да нема поима што е кола, како да прв пат седнал во кола, како да ја цел колата од некој му ја украл, едноставно ја вози по кејф. Јас стварно не знам што треба уште да се случи за народот да излезе на улици и да каже доста е од се. Зошто не излегуваме уште, ми е мистерија еднаква на онаа за црните дупки. Ама исто ми е. Колку ги разбирам некои работи за црните дупки, толку го разбирам ова нашава летаргија, ова нашава рамнодушност, ова нашево
тотално помирување со судбината, со поразот, дека не можеме ништо да смениме, дека се е готово, дека секогаш некој наместо нас одлучува, наместо нас ги крои работите и дека така како што ги скроил, така ќе ја облечеме на меткава Джамаданчево, дека не треба ништо и не можеме ништо да направиме. И тој дефетизам е, да ви кажам, најпогубен за нас и затоа ни се случува ова и затоа ја изгубивме државата. Во меѓувреме гледаме исто е тоа скандал од завчера, ова пример од вчера, овој другиот е од завчера, така ги прават овие СД скандали. Значи гледаме типче кој што е фатено за шверц на петарди, а се знае оваа земја кои се занимава со шверци на петарди и такви ствари, кој што е фатено за шверц со петарди, пред нова година добил дури 5 гранта за некој тамо иновации, развој на бизнис, шие му га џура наши пари. Наместо да одговара, да лежи, да иде на суд, да оди у затвор, тој е исплатен од парите на граѓаните да си брка други бизниси. Шверцер на петарди. Тука можете да видите каква петарда од држава стана. Ни се смее светов. И што се случува? Наместо овие кои сега сакаат да дојдат на власт, тука мислам на сите. Ја мислам дека јасно и гласно треба да кажам. И тоа со датуми, заверени на нота, дека толку и толку денови по доаѓањето на власт ќе го поништиме преспанскиот договор, ќе го поништиме оној така наречен договор за добрососедство со Бугарија, ќе ги поништиме едностранно. Не знам што ви е тешко тоа да му го кажете на народот со точни датуми заверени на нотар. Гледате во каква незавидни ситуации не ставаат тие договори. Ние плаќаме дводупло, тродупло заради глупостите што ги направија СДС и оној нивниот лепотан министер Јебо, што би се рекло, што ги подпишуваше и што се фалеше со нив, а сега што се посипува со пепел и што вика, па види сега ние го сменивме името и ја подпишав тамо, али у Европска Унија нема да влеземе. Замислете, типот кој што си дупеше СДСМовки, благодарение на својот, нели, овакво, кажи го, харизма што ја стекна како многу добар преговарач министер кој што подпишуваше договори вама тамо со Грција, у кој што се поништи македонскиот народ идентитет, сега се посипува со пепел и вика јеби га, нема да не примат у Европска Унија. Па ако не примат у Европска Унија, ги прашувам сега овие што сакаат, нели, да дојдат на власт, ако сите знаете дека нема да не примат во Европска Унија, за кој бе мој да исполнуваме нечии музички желби на странски држави со тие предавнички договори со Преспа, во Преспа што беше подпишан и овој со Бугарија. Зошто бе да им ги исполнуваме музичките желби? Зошто? Зошто не ги укинеме едноставно тие? Нели, еден од овие партии беше што смета дека многу гласови, многу пратеници ќе освоил на избори, вика, ша пичкин диме тоа да говорите, тоа одма ќе ги скинеме, ќе ги поништиме, пошто биле шверцерски вакви онакви. Не бе, дечки, точен датум, значи, штом влезам во власта, дали као коалиција као ова, значи ќе помина 20 дена и договорот ќе биде поништен или месец дена или 2 месеци. Да доста го замајувате народов со глупости, бе. Доста. Гледате што се случува благодарение на тие договори.
Така што секој кој што ќе се однесува спротивно од желбите, потребите на народов на кој што гледате дека веќе му е скурчено од она што му се случува, од сите понижувања, од сите ваши курназлаци, од сите ваши глупости кои што ги плаќа од свој джеб, дали биле документи, дали биле, не знам, овие лични карти, пасоши, сообраќајни возачки дозволи и така натаму. Значи, мора да тргнете малце по желбата на народот. Наречете го тоа популизам, наречете го како сакате, мора да изиграте малку по нотите на народот, оти ќе изгубите тотална доверба. Затоа што на овие избори ќе бидат толку валкани. Жал ми е што голем дел од гласачкото тело многу касно ќе свати кој со кого играл и кој за кого играл. Они сега мисла дека главни у приказната, демек заедно играат ВМРО и СДС и така натаму. Мислам дека ќе бидат уште полоши изненадени кога ќе видат дека една друга партија игра можеби за овие кои што сега треба да си заминат од власт, но заради некои причини цврсто веруваат дека ќе останат на власт затоа што веројатно се спремаат некои сценарија кои што нема да бидат баш пријатни, кои што веројатно одат на тоа да дури ВМРО ДПМН ги добие најголемиот број мандати, пратеници, со нивната коалиција, дека ќе направат се да не добие мандат. Па сега вие видите што све е во игра, човек не може нели ни да предпостави, но дека многу работи се во игра, многу работи се во игра. Затоа мене ме загрижи ова молчење на опозицијата во поглед на некои крупни прашања што задираат во пред се во проблемот во идентитетот, во македонското прашање, така да кажем, а кои што не се спомнуваат и се некако се тера тивко по патот кој што го натапка овие кои што беа доскоро на власт, нели Социјалдемократскиот сојуз. Значи, берете памет. И така сме загубени. Европска Унија ние не ја гледаме. Ниту не сакаат таму, ниту ќе не примат доколку да направиме дури и се. Дури и да се наречеме марсовци, да се поништиме, да се наречеме дури и сите бугари, тие во Европска Унија нема да не примат. Тоа да ви е јасно. Затоа нема зошто повеќе да ретерираме, да се повлекуваме, да молчиме, да ќутиме. Грција ни буква не исполни од нивниот дел во договорот што беше подпишан во Нивице во Преспа. Ниту буква. Уште се тамо сите топоними како што беа претходно, уште сме држава Скопје, уште сме, не знам, Миром, како пишува тамо по тоа, тие сообраќајните табли, така. Значи, ни јота, ни трошка не сменија од она што ние, човече, сме подготвени да смениме буквално се. Зошто бе да смениме се? Кога гледаме дека не бива. Затоа, уште еден апел до опозицијата, до опозицијската коалиција, која и да биде, дали ќе влезе тамо овој плюс оној, плюс оној, плюс оној, не е важно. Важно е, морате малце поотворено, похрабро на народот пред избори да му ветите одредени работи и тие работи веднаш да ги исполните со точни датуми, како што се очекува, нели, од джентлмени, доколку тоа и сте, затоа што ова не води никаде. Ако можете, стопирајте го ова лудило со сообраќајните и со возачките дозволи. Значи, можете комотни сега да ветите дека се ќе се врати како што си беше, дека и старите на оние што не им истекле ќе им важат, дека ќе престане ова лудило што го направи СДС со промена на документите на штета, тоест на товар на граѓаните, и полека да почнеме да се враќаме во нормала и да си го враќаме достоинството назад, затоа што вакви, меки, никакви, кои што практично ја живеат мојата хаику песна лап, 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 машки стап,
никој нема да ги цени во светот, никој нема да ги сака, а и што нема да ги сака, туку ќе ги презира, затоа што луѓето ги презираат меките. Па кажете како сакате, во светот на високата политика владеат законите на Дарвин, тоест преживуваат најспособните, најсилните. Ако им покажете дека не сте силни, без разлика што сте мали, оти знаеме дека и најтврди ореви се оние најмалите, без разлика што сте мали. Ако покажете кичма карактер, верувајте дека и тој од другата страна, колку и да е голем, ќе има малце почит кон вас, кога ќе види дека во одредени ситуации знаете малку и да претнете, не со газот, него со други работи, знаете да се спротивставите, знаете да кажете не. Затоа тука ќе застанам, мислам дека доволно кажав, памет во глава, не очекуваат тешки избори, каде што ако веќе не излегуваме на улица, да се побуниме за онкологија, да се побуниме за самоволието на шверцерине од онаа партија што коалицираше со СДС, да се побуниме за договорите што ги имавме со Грција и Бугарија, да се побуниме за ова, тогаш барем да излеземе на изборите и да ги оддуваме овие педерчиња што уште се надеваат дека ќе останат на власти после 6-7 години, кога буквално покажа дека се најнеспособната, најпредавничката партија во историјата на Македонија и дека, мислам, полоши од нив нема ни да се родат. Се гледаме и памет во глава.